добар ден на сите и благодарам што сте денес тука со нас на вториот од серијата вебинари, кои што ги организираме на актуелни теми, поврзани со дигитализацијата, на процеси и практично користење на алатките и сервисите на КИПС во секојдневното работење на компаниите, граѓаните и јавниот сектор. Темата на денешниот вебинар е електронско потпишување на далечина со платформата Sign+. Нашите говорници ќе дискутираат на повеќе, ќе дадат одговор на повеќе прашања врзани со платформата Sign+, од тоа што е Sign+ и за кого е наменет, преку кои се придобивките од користење на самата платформа и ќе се осврнеме со збор 2 и на усогласеноста со законската регулатива како локална, така и европска. Со цел да ви презентираме колку е едноставна за користење, колку е user-friendly оваа платформа, ќе направиме демо презентација во која што на сликовит начин ќе се обидеме да ви ги прикажеме сите функционалности на самата апликација. На крајот имаме и мал дел за искуства на тековни и активни корисници и секако Q&A сесијата која што веќе ја најавив, на кој што ќе се обидеме да одговориме, ако не на сите, на најголем дел од вашите прашања. За да можеме сето ова да го реализираме во текот на овој еден час, ги поканивме нашите колешки, експерти во оваа област, Катерина Јовановиќ и Исидора Мартиновска, дел од тимот кој што дедицирано работи на подрачјето на доверливи услуги во КИПС, доверливи услуги и шеми за електронска идентификација. Знам дека скоро, не верувам дека има некој од учесниците што не е запознаен со кој сме ние, но дозволете ми да дадам само една-две реченици за КИПС. КИПС е од неодамна и лиценциран оператор за платни системи, партнер при плаќањата и дигиталната трансформација, нуди услуги од дигитална доверба во согласно со домашната и европска регулатива и за тоа е запишан во регистарот на даватели на доверливи услуги и шеми за електронска идентификација при Министерството за дигитализација. Јас нема да должам повеќе, темата е исклучително интересна, така што им го предавам тука подиумот на моите колешки. Кате, повели. Благодарам, Маја. Добар ден на сите и од мене. Јас ќе преминам веднаш на темата, затоа што е доста интересна. Ја стартувам презентацијата и може да започнеме. Вака. Значи, започнуваме со мало образложение и подсетување на сите околу класичниот начин на работа со документи. Целта е да го напуштиме овој класичен начин на работа со документи, кој на сите ни е добро познат. Секојдневно продуцираме голем број на документи, се разменуваат документите со цел нашите бизниси и разните деловни процеси во рамките на компаниите да функционираат. Секоја компанија, независно од типот, големината или индустријата на која ја припаѓа, има воспоставено некаков систем на работа со документи и нивно потпишување. Во повеќето компании овој процес е мануелен и доста комплексен. Од самата подготовка на документите, па нивната размена, дали по имейл или по пошта, печатењето на документите, потпишување на еден или на друг начин, скенирање, повторно праќање по мејл или по пошта и на крајот сетото документи кои што ќе го прибереме, како да го чуваме, како да го организираме и како да управуваме со него. И најчесто дел се во хартија, дел се скенирани и сето ова јас верувам дека на сите денеска кои што сме присутни тука ни е доста комплексно и тешко. Зошто? Заради тоа што целиот овој процес не е доволно брз и не одговара на денешниот начин на работа кога е се дигитализирано и времето во кое што живееме. Зошто е тоа така? И самиот процес е скап,
поради потрошеното време на вработените и материјалните трошоци околу печатење на хартија и праќање, споре времето во ова време кога се случува брзо, подпишувањето се мери во денови и размената на хартиените документи и наместо да подпишуваме со еден клик на брзина за неколку минути, самото подпишување трае со денови. Кориснички ни е тешко околу управувањето со документите и најважно од се е што самиот процес е ризичен заради тоа што целата таа размена на документи е на некој нестандардизиран начин. Сега, во ова време што очекуваме сите? И јас како вработена и компаниите и клиентите на компаниите очекуваат и сакаат процесот на работа со документи и нивно подпишување да биде брз и едноставен и сите преферираме, ако може кога се работи со документи, да ги разменуваме и подпишуваме на едноставен начин и сето тоа да си го завршиме од компјутер, таблет или мобилен телефон од било каде. И сега, сето ова е возможно и ова беше еден предизвик на КИПС како давател на квалификувани услуги да направи една моќна алатка, комплетна платформа за работа со електронски документи и нивно подпишување, која што има многубројни функционалности и е една комплексна алатка, меѓутоа процесите кои што се случуваат внатре во рамките на алатката, а најважно од се подпишувањето, е доста брзо и едноставно. Можностите на самата платформа се многубројни, а јас би се задржала за она што е клучно и важно, поаѓајќи од себе, па и од сите ние и како вработени, и како носители на некакви бизнис процеси во рамките на компанијата. Платформата ни овозможува било кој документ кој ќе го креираме во PDF формат и ќе го зачуваме, а тоа се различни документи со кои што секојдневно работиме, договори, порачки, фактури и слично, да ги вметнеме во платформата, да ги прикачиме во платформата Sign Plus и да креираме така наречен работен тек. Во ваквите работни текови кои што се креираат во Sign Plus, може да се прикачат еден или повеќе документи, што е исклучително актуелно и интересно, заради тоа што подпишување на многу документи е нешто кое што на сите нас, кога е во прашање подпишување, ни на хартија ни представува комплициран и сложен процес кој што ни одзема многу време. Откако ќе го прикачиме документот во работниот тек или документите во работниот тек, дефинираме подписници кои што треба да го подпишат документот, кои што може да бидат еден или повеќе, неограничен на бројот на подписниците, неограничен на бројот на подписниците и на еден документ и на повеќе документи кои што ќе се прикачат во работниот тек. Бираме тип на електронски подпис со кој што сакаме да ни биде подпишан документот и бираме на каков начин ќе биде подпишан документот. Самите подписи во моментот на подпишување со себе имаат и временски жиг кој што овозможува долготрајна валидност на самиот документ. И уште поважно е кога сме кај темата на следење и управување на документите, е тоа што самата платформа нуди можност во живо да следиме се што се случува со нашиот работен тек во кој што ги имаме прикачено документите. Тоа значи дека имаме ревизорска трага за секоја активност на сите подписници. Значи, тој што ќе ја прими пораката, не може да одрече дека ја примил пораката. Исто така, документите одреден период може да ги сочувате во платформата и за тоа ви треба одреден простор во платформата, меѓутоа самата платформа не нуди можност за архивирање. Од поодреден период документите треба да бидат повлечени од платформата или избришани, но најважно од се е што вие во секој момент на платформата имате ревизорска тага за тоа што се случило со работниот тек, кој кога подпишал, во колку часот, и подетално за ова ќе видиме во демото кога ќе ни презентира колешката Исидора.
И сега, зошто ние го нарековме Sign Plus платформа? Го нарековме платформа заради тоа што прикачувањето на документите во Sign Plus може да се одвива на два начина. Првиот начин е преку порталот, преку регистрирање на вас или вашата компанија на порталот signplus.mk, каде што веднаш се прикачуваат документи и се започнува со работа. Додека вториот начин на прикачување на документите е доколку во вашата компанија имате некаков систем за работа со документи, може лесно да направите интеграција со Sign Plus преку API и на тој начин да биде регистриран влезот на документите во платформата Sign Plus. Што е важно овде да потенцирам? Важно е дека и на двата начини на користење на Sign Plus платформата, вие како корисници немате никаков дополнителен трошок од аспект на инсталација на сервери на ваша страна, плаќање на лиценци или одржување на одржување на опремата, доколку биде инсталирана кај вас. Значи, нема по ова прашање нема никакви трошоци. Откако ќе се внесат документите во самата платформа, започнува процес на подпишување. Како оди тој процес на подпишување? Како што кажав, со креирање и вклучување на документите во работниот тек и платформата, како што кажав, е моќна алатка која што има можност, откако ќе се креира работниот тек, и прикачување на еден или повеќе документи, преку имейл се известуваат сите подписници кои треба да го извршат подпишувањето. Значи, подписникот, кога ќе ја добие пораката да го подпише документот, тој го отвара мејлот, го врши подпишувањето на бараното подпишување на документот и потоа на крајот, откако сите подписници ќе го завршат процесот на подпишување, добиваат имейл порака со линк на безбедно место од каде што може да биде преземен подпишаниот документ. Со тоа завршува работниот процес и работниот тек на флоуто кое што е поставено на работниот тек каде што е започнато подпишувањето. Еден од најинтересните делови кога зборуваме за Sign Plus со нашите клиенти е тоа какви типови на електронски подписи, со какви типови на електронски подписи може да се подпишува преку платформата Sign Plus и дали овие подписи кои што се понудени за подпис преку Sign Plus се правно валидни. Со еден збор ќе кажам дека да, подписите преку кои што се подпишува во Sign Plus се правно валидни. Зошто? Заради тоа што ова се електронски подписи кои што се креирани со сертификат. Електронските подписи кои што се креирани со сертификат користат така наречена енкриптирана метода преку која се потврдува интегритетот на подпишаниот документ и идентитетот на тој што подпишува. Електронскиот подпис кој што е креиран со ваков сертификат има засилено ниво за разлика од обична слика или скен ставена на електронски документ. Ваквиот подпис со сертификат базира на инфраструктура на јавен клуч преку која што се потврдува идентитетот на тој што подпишува и се овозможува идентитетот на тој што подпишува, потврдата на идентитетот може да биде физичко лице или организација. Додека пак со слика од подпис не се докажува идентитетот на подписникот, не се гарантира интегритетот на документот кој што е подпишан и може многу лесно да се одречне автентичноста на вака подпишаниот документ. И сега електронските подписи со сертификати, поради тоа што се креирани на таков начин, како што се креирани, како што го објаснив, и заради тоа што го потврдуваат идентитетот на подписникот, стануваат многу важни при електронско подпишување на чувствителни документи од финансиски и од правен аспект.
бидејќи секоја промена на содржината на ваков потпишан документ ќе го скрши сертификатот и документот нема да биде веќе потпишан, ниту да биде правно валиден. Согласно нашиот закон и ИДЕС регулативата, постојат два основни типови на потписи придружени со сертификат, а тоа се напредни и квалификувани електронски потписи. Што значи напреден електронски потпис? Напредниот електронски потпис го потврдува идентитетот на потписникот и потврдува дека содржината и идентитетот и интегритетот на документот се непроменети после потпишувањето на документот. Квалификуваните електронски потписи имаат исти карактеристики како напредните електронски потписи, меѓутоа имаат дополнително ниво на сигурност, бидејќи истите се издаваат од квалификуван давател на доверливи услуги и сертификатот издаден за нив се инсталира во така наречено безбедно средство за електронско потпишување, како што е на сите нас, верувам, тука познат токен и облакот на КИПС. SignPlus нуди можност на потпишување со двата типа на потписи, со напреден електронски потпис и со квалификуван електронски потпис. На каков начин може да потпишуваме и кои начини се поддржани на потпишување? Преку SignPlus може да се потпишува на далечина, со можност за потпишување на далечина со напреден потпис, кој што се прави со така наречените еднократни сертификати, ОТЦ, и овој тип на потпис се издава во моментот на потпишување во рамките на SignPlus. Тоа значи дека потписниците немаат потреба да се регистрираат ниту најавуваат на порталот. Веднаш што ќе добијат мејл за потпишување, тие со еден клик на копчето го потпишуваат документот. Исто така, можност за потпишување на далечина ни нуди квалификуваниот потпис направен од сертификат од PAN-ID, кој се издава, и овој сертификат се издава како дел од средството за електронска идентификација, односно електронскиот идентитет, и со овие два типа на потписи може да потпишувате на далечина. Исто така, постои можност и за локално потпишување со електронските потписи, познати под името VerbaSign. Ова ни се добро познати потписи и тоа се потписите на КИПС. Чисто информативно, КИПС досега има издадено над 250.000 сертификати од овој тип и во рамките на SignPlus може да потпишувате со напреден потпис направен со сертификатите VerbaSign Advance и VerbaSign Pro Advance и квалификуван потпис кој што е направен со сертификатите VerbaSign PKI токен и VerbaSign Pro PKI токен. Значи, овие сертификати се издадени на токен. Значи, да речем, ова беше често поставуваниот и најчесто барање да се одговори на прашањата поврзани за електронските потписи и нивната правна валидност кај нас, па и надвор. Меѓутоа, убавината на платформата е што сите можности и креирањето на работниот тек и потпишувањето се случува во една околина која што има клучни предности и можности, а тоа е дека платформата е сама по себе безбедна, заради тоа што исполнува индустријски и ригорозни стандарди за автентикација на потписниците. Нивото на автентикација исто така може да се зголеми со тоа што иницијаторот на потпишувањето може да одбере двофакторска автентикација на потписникот преку праќање на сигурnosни кодови преку SMS. Достапна е платформата, тоа значи дека платформата е достапна секогаш и веднаш. Немате потреба од инсталација на дополнителни сервери на ваша околина, нивно одржување или плаќање на некакви лиценци. Глобална е, може да се користи, корисници може да се користи од целиот свет, може да се користи од било кој прелистувач
и може да се користи најважно од се од било кој уред, од компјутер, таблет или мобилен телефон. Отворен и скалабилен е, баш заради тоа што има можност да се користи преку порталот signplus.mk. Во зависност од тоа каков е вашиот бизнис и какви се вашите потреби, може да одлучите или да го интегрирате во вашата компанија за да кориснички бидат подобро дефинирани процесите, или да се регистрирате и да започнете веднаш со правење на работни текови и потпишување на документи. SignPlus до сега се користи од повеќе компании. Компаниите кои што го користат се од сите типови. Имаме и мали и големи компании, веќе го користат неколку банки и осигурителни компании. И кога ги прашавме и бидејќи на секојдневна основа комуницираме со нив, како SignPlus им ја подобрило работата и начинот на работа, одговорите секогаш од нивна страна се дека квалитетот на процесот на потпишување на документите и следливост и избегнување на грешки, а најважно од се е подигнување на задоволство на нивните корисници е многу голем и задоволството е исто така големо. Меѓутоа, секако од друга страна добиваме и бројни коментари за подобрување на нашата платформа и нашиот тим дедицирано работи на тоа да се објавуваат нови верзии од порталот и секогаш има нови променливи работи согласно потребите на нашите корисници. Она што е важно, ние како давател на доверливи услуги сме регистрирани во сега Министерството за дигитализација како квалификувани даватели на доверливи услуги, а SignPlus ние веќе регистриран во делот на доверливи услуги. Здраво на сите, фала Кате, фала Маја. Во продолжение на овој вебинар ќе разгледаме како практично функционира SignPlus порталот и како оди потпишувањето на PDF документи во истиот. За таа цел ќе ви го споделам мојот екран. Претпоставувам дека веќе го гледате. Ова е основната страница за најава на порталот SignPlus и при тоа порталот можете да го користите на македонски и на англиски јазик. Доколку немате креирано кориснички профил во порталот, можете тоа да го направите на регистрирај се. И при тоа имаме два типа на кориснички профили кои што можеме да ги креираме. И тоа личен профил кој што се однесува на физичко лице и компаниски профил кој што се однесува на физичко лице кој што е дел од некоја компанија. Јас веќе имам креирано еден компаниски профил и можам да се најавам на порталот со внесување на мејлот, лозинката и безбедносниот код кој што го гледаме на екранот. Се најавуваме на порталот, ова е основната страница. Горе лево можеме да видиме кој корисник е најавен и која компанија е најавен. Тоа е тест компанија. Тука се гледа и логото на самата компанија. Ова се основните функционалности кои што ги нуди порталот, од кои што најмногу ќе се задржиме на потпишувањето. Подолу се основните информации на профилот со кој што сум најавена на порталот, како број на кредити кои што ми се на располагање, можам да купам дополнително со кликнување на копчето купете кредити. Инаку овие кредити се трошат со користење на различните функционалности на порталот кои што ќе ги видиме понатаму во самото демо. Потоа имаме искористен склад, односно гледаме колку дисков простор ни преостанува за складирање на податоци. И истиот можеме да го прошириме кога ќе имаме потреба со користење на кредитите што веќе ги имаме на располагање. Подолу можам да управувам со компанијата тест компани на која што сум администратор. Доколку кликнам на управување, можам да ги менувам податоците за соодветната компанија каде што сум администратор, можам да го сменам компаниското лого со прикачување на слика. Подолу гледам кои членови се
во компанијата каде што сум јас администратор, тука има конкретно само еден член, но можам да додавам и дополнителни членови за да станат дел од компанијата. Подолу имам и статистика што можам да одберам за одреден временски период, пример од 8 до 17.9, можам да одберам за да видам колку број на кредити се потрошени за периодот кој што сум го одбрала, односно колку работни текови сум започнала, колку работни текови се подпишани, колку кредити имам подпишано за секој од подписите што сум ги избрала и останатите функционалности на порталот. Ова е нели на ниво на целата компанија. Ајде да видиме како практично функционира подпишувањето во SignPlus. Во SignPlus креираме така наречени работни текови, во кои што работни текови прикачуваме еден или повеќе PDF документи и во секој од PDF документите можеме да додаваме еден или повеќе подписници кои што ќе треба да ги подпишат документите со соодветните сертификати кои што сме ги одбрале за нив. И тоа имаме три типови на работни текови за креирање. Најпрво е основниот работен тек. Тука прикачуваме еден PDF документ и додаваме еден или повеќе подписници. Имаме напредно подпишување, напреден работен тек. Тука можеме да прикачиме истовремено повеќе PDF документи и да додадеме еден или повеќе подписници за подпишување. Имаме брзо подпишување, каде што се прикачува само еден PDF документ, имаме само еден подписник и тоа е веќе корисникот кој што е најавен на порталот. Најпрво ќе го видиме основниот работен тек, основното подпишување. Избираме PDF документ кој што сакаме да го подпишеме. Тука избираме еден PDF документ. Го вчитуваме PDF документот, истиот можеме да го прегледаме. Од лева страна веднаш ни се појавуваат информации за работниот тек. Името можам да го сменам по желба. Име на документот кој што сум го прикачила, колкава е големината на документот и кога е создаден работниот тек. Туку идам на следниот чекор, веќе ќе можам да ги додадам подписниците кои што треба да го подпишат PDF документот кој што пред малку го прикачив. Со кликнување на копчето плюс, додаваме подписници. Најпрво треба да избереме со каков тип на сертификат сакаме да подпишува подписникот. Имаме три типови на сертификат и за да видиме како се подпишува со трите типови на сертификати, во овој работен тек ќе додадеме три подписници. Додавањето иде еден по еден подписник. Еве првиот подписник избереме да подпишува со еднократен сертификат ОТЦ, One Time Certificate. За подпишувачот кој што ќе подпише со еднократен сертификат, ми требаат податоци, негова имейл адреса, име и презиме. Ја внесувам имейл адресата на првиот подписник, името и презимето. Доколку сакам дополнително да го проверам подписникот кој што ќе подпише со еднократен сертификат, можам да кликнам на копчето двофакторска автентикација и потоа во полето што ќе ми се појави под него да го впишам мобилниот телефон на подписникот, на кој што ќе му стигне код, SMS код, кој што ќе треба да го внесе пред да има можност да го подпише PDF документот. Значи ова е двофакторска автентикација. И дополнително имам и приспособена порака, доколку сакам нешто дополнително да му пишам на подписникот. Кликнуваме на зачувај и можеме да забележиме дека првиот подписник е веќе додаден и дефолтната позиција на документот му е горе лево. Меѓутоа секако со влечење на подписот можам да го позиционирам по желба каде сакам во PDF документот. Еве, например, ќе го позиционирам тука. Првиот подписник е додаден. Сега ќе додадеме втор подписник, повторно со кликнување на копчето плюс. Вториот подписник ќе ставиме да подпише со браузер екстензија, односно локален квалификуван сертификат. За да подпишете со ваков сертификат, ќе треба да симнете и компонентата за подпишување, односно да
да ја додадете екстензијата во прелистувачот од кој што ќе го извршите потпишувањето. Внесувам имейл адреса за вториот потписник, повторно имам опција доколку сакам за двофакторска автентикација на потписникот. Кликнувам зачувај, се додаде вториот потписник, соодветно го позиционирам во документот каде што сакам. Ја потврдувам позицијата и конечно го додавам третиот потписник кој што ќе потпишува со квалификуван сертификат издаден во облак OneID, кој што е дел од средството за електронска идентификација OneID. Го додавам третиот потписник, односно мејлот на третиот потписник, кликнувам зачувај и позиционирам каде сакам да стои потписот. Потврдувам позиција. Од лева страна можеме да видиме дека имаме додадено 3 потписници кои што треба да го потпишат овој PDF документ. При тоа да нагласам дека сите овие 3 потписници, односно сите 3 овие мејлови, може, но и не мора да се регистрирани корисници на Sign Plus порталот. Значи не мора да имаат регистриран кориснички профил за да се дел од некој работен тек, за да може да потпишат одреден документ. При тоа битен и редоследот како ги додаваме овие потписници, бидејќи како ги додаваме, токму по тој редослед ќе потпишуваат. Значи ова е првиот потписник, па вториот, па третиот потписник. Додека се уште не е креиран работниот тек, имаме можност да го смениме редоследот. Тоа се прави со кликнување на трите точки до самиот потписник и доколку кликнам помести нагоре. Потписот од трета позиција ми се појави на втора позиција. Можам и повторно нагоре и од трет OneID стана прв потписник. Можам повторно да го вратам надолу, како што првично го додадов во листата. Исто така, покрај секој од потписниците имам опција да го прегледам, односно изменам додадениот потписник. Имам опција да го отстранам од редоследот и повторно, доколку имам желба, да му ја променам позицијата низ документот каде сакам. Доколку сум во ред со прикачениот PDF документ, додадените потписници со соодветните типови на сертификати, може да преминам на следниот чекор, а тоа е преглед пред да се креира работниот тек, секој сертификат кој што е додаден, како и временскиот жиг, колку кредити ќе ме чини, односно колку вкупно кредити ќе ме чини овој работен тек, тоа се 300 кредити. Потврдувам и можам да го креирам новиот работен тек. Кај иницијаторот, веднаш можеме да видиме детали за новокреираниот работен тек, дека основен тип на работен тек, под кој име е креиран, кога е креиран, кога му е рокот за потпишување, под кој име го има документот, големина на документот, како и оригиналниот документ што сум го прикачала. Подолу ја гледам листата на тројцата потпишувачи кои што се додадени во работниот тек да потпишат со соодветните типови на сертификати. Најпрво ќе му стигне мејл на првиот потписник, значи на овој мејл ќе стигне имејл порака со покана да потпише со еднократен сертификат. Но пред тоа, ако се сеќавате, кликнав и на двофакторска автентикација, каде што треба да му стигне SMS порака на корисникот за да го потврди неговиот идентитет. Потпишувањето со еднократен сертификат може да се направи преку компјутер, меѓутоа ќе го прикажеме и преку мобилен телефон, за да го видите и стигнувањето на SMS кодот. За таа цел ќе го споделам и екранот од мојот мобилен телефон. Предпоставам дека веќе го гледате. Веќе ми е стигнат мејл каде што треба да го потпишам PDF документот како прв потписник. Се кликнува на копчето потпиши. Веднаш ми стигне SMS кодот. Доколку кликнам на Allow, веднаш ќе се впише во полето каде што е кодот и кликнувам на Продолжи. Ја гледам поканата, кликнувам повторно на Продолжи, го гледам PDF документот што треба да го потпишам, како и локацијата на првиот потпис.
Доколку се согласувам со документот и сакам да го потпишам, кликнувам на копчето потпиши. Но доколку не се согласувам и не сакам да го потпишам документот, можам да кликнам одби и при тоа да одберам причина за одбивање на е, одбивање на потпишување на документот. Но ова демо ќе го разгледаме позитивното сценарио, каде што сите три потписника ќе го потпишат PDF документот со цел да видиме како оди целиот процес. Кликнувам на копчето потпиши и потврдувам. Значи со еден клик забележуваме дека PDF документот е потпишан од првиот потписник. Еве го мејлот. Можам да кликнам на потпиши, односно ќе го копирам линкот во друг прелистувач, бидејќи во претходниот сум веќе најавена како иницијаторот, односно како креаторот на работниот тек. Кликнувам на продолжи и при тоа ќе ми се појави листа на сертификати кои што ми се наоѓаат во Windows Certificate Store и треба да изберам од оваа листа со кој сертификат сакам да потпишам. Ќе го изберам овој сертификат кој што ми е на PKI токен. Кликнувам ОК. Од кога ќе го изберам сертификатот, ми се појавува PDF документот. Го гледам првиот потписник, кој што пред малку видовме како потпиша преку мобилен телефон, локацијата на вториот потписник каде што треба да потпиша и од лева страна во информација за сертификатот можам да видам детали за сертификатот кој што сум го избрала од листата. И тоа на кој име е издаден, кој издавачот, од кога до кога ми е валиден сертификатот и серијски број на истиот. Доколку сум согласна, кликнувам потпиши, потврдувам. Документот е успешно потпишан и од вториот потписник. Сега веќе стигнала имејл порака за покана за потпишување на третиот потписник, кој што треба да потпише со квалификуван сертификат издаден во облак, тоа е OneID сертификат. За да потпишете со ваков со OneID сертификат, потребно е, значи, најпрво да ги инсталирате OneID апликацијата на вашиот мобилен уред и таму да креирате во OneID кориснички профил, значи да се регистрирате со мејл лозинка и потоа да го поминете целиот процес на идентификација како што ќе ве води самата апликација и за тоа ќе ви е потребен валиден личен документ за идентификација, односно лична карта или пасош. Потпишувањето повторно ќе го прегледаме преку мобилниот телефон, со тоа што најпрво ќе ви ја покажам OneID апликацијата. Јас имам валиден OneID сертификат. Отклучувам, се најавувам со отпечакот од прст и во прегледај можам да го видам мојот OneID сертификат со кој што ќе треба да потпишам како трет потписник во овој работен тек. За таа цел одам на мејлот каде што ми е испратена поканата за потпишување. Кликнувам на потпиши и на продолжи. Се најавувам со корисничкото име во OneID што го имам, со корисничкиот профил, значи мејлот и лозинката. И при тоа ќе ми се отвори PDF документот кој што треба да го потпишам. Доколку сум согласна, кликнувам на потпиши, потврдувам. Ќе ми стигне нотификација барање за потписна далечина од OneID апликацијата, повторно со отпечаток од прст се најавувам и го потврдувам потпишувањето. Можеме да забележиме дека успешно потпишавме и со третиот
сертификат, односно со OneID. Ајде сега да го симнеме конечно потпишаниот PDF документ и да ги разгледаме потписите во него. Ќе го отвориме преку PDF Reader. Во Signature Panel, од десна страна можам да ја видам листата од сите три потписи со кои што го потпишавме PDF документот преку порталот Sign Plus. Ќе ги отворам сите три потписи и може да забележите дека сите три потписи се LTV enabled, тоа значи long term validated, долгорочно се валидни, бидејќи во секој од нив има вграден временски жиг. Дополнително, после последниот потписник, автоматски се додава и посебен временски жиг, моментум, кој што го прави, значи, потписот long term validated, дека е долгорочно валиден, го гарантира интегритетот на документот, односно обезбедува доказ дека документот воопшто не бил било како модификуван или изменет по нанесување на самиот жиг. Тоа беше демонстрација на основниот работен тек, кој што го креиравме преку Sign Plus порталот. Многу накратко ќе ги прикажам и двата останати типови, тоа е напредниот работен тек. Тука, за разлика од основниот, можеме да прикачиме повеќе PDF документи. Еви, истовремено ќе прикачам 3 PDF документи. Можам некој да отстранам по желба, па дополнително да додам и некој друг. Ги вчитувам трите документи. Во следниот чекор можам да ги прегледам со кликнување на стрелките лево-десно и да додам потписници. Тука ќе додам само еден потписник, за да видите како оди потпишувањето од еден потписник на повеќе PDF документи. Ја дефинирам позицијата на потписот, меѓутоа тоа треба да го направам на секој од трите прикачени документи. Со кликнување на трите точки до потписникот, постави позиција и соодветно во секој од трите прикачени PDF документи ја потврдувам позицијата на потписот. Доколку тоа сум го направила во сите прикачени PDF документи, може да идам на следниот чекор, преглед на кредити и креирање на работниот тек. Значи сум креирала напреден работен тек, каде што сум прикачила 3 PDF документи, кои што треба да бидат потпишани од само еден потписник на ова имейл адреса со еднократен сертификат. Ајде да видиме како оди потпишувањето на напредниот работен тек. Повторно ќе го споделам од мојот мобилен телефон. Еве мејл пораката. Кликнувам на потпиши, продолжи. Со стрелките десно и лево можам да ги прегледам PDF документите кои што ми се прикачени и кои што треба да ги потпишам. Доколку се согласувам, кликнувам на потпиши и потврдувам дека сакам трите PDF документи да ги потпишам. Кликнувам на да. Со едно кликнување, еден по еден, трите PDF документи ќе бидат потпишани. И повторно со стрелките лево-десно можам да ги прегледам документите, каде што веќе е нанесен потписот со еднократен сертификат. Доколку се вратам кај иницијаторот, гледам дека статусот на работниот тек е завршен, што значи дека единствениот потписник ги потпишал сите 3 PDF документи. Можам да ги симнам документите, односно бидејќи се 3, ќе ми се симне еден zip файл, кој што можам да го отворам и да си ги отворам поединечните PDF документи потпишани. И третиот тип на работен тек е брзиот работен тек, односно брзото потпишување, каде што се прикачува само еден PDF документ, а потписник
е самиот корисник кој што е најавен, односно иницијаторот. Тука нема праќање на мејлови, него по прикачувањето на PDF документот веднаш преминуваме кон потпишување. Единствено што мора да го избереме е типот на сертификатот со кој што сакаме да потпишеме. Еднократен сертификат, позиционираме, следно и веднаш започнуваме со потпис. Го потпишуваме документот. Документот е потпишан и веднаш можеме истиот да го преземаме и да се го отвориме. Тие се трите типови на работни текови кои што постојат во SignPlus, преку кои што можеме да прикачуваме и потпишуваме PDF документи. Можеме да вршиме и пребарување на работните текови кои што сме ги креирале. Имаме основно и напредно пребарување. Можеме да пребаруваме по типови на работен тек, како и по статус на работен тек. Доколку ќе одбереме сите, одбереме од кој до кој датум сакаме да го извршиме пребарувањето и кликнеме на пребарај, ќе ни се појават сите работни текови кои што сме ги креирале, односно кои што се во било кој статус и било кој тип во овој опсек на датуми. Да додадам само дека сите овие документи кои што ги прикачуваме при креирање на работните текови, пристап до овие документи дека има само иницијаторот и потписниците кои што ќе ги потпишат, бидејќи истите може да содржат доверливи информации, може да содржат лични податоци и така натаму. Да напоменам дека вработените во КИПС, односно администраторите, немаат никаков допир со документите на клиентите кои што ја користат платформата SignPlus. Дополнително само сакам накратко да спомнам уште една функционалност што има SignPlus порталот, тоа е електронската достава, која што представува сигурна и безбедна функционалност за примање и праќање на пратки. Значи можеме да пратиме нова порака до одреден примач, каде што можеме да прикачиме датотеки колку сакаме. Истите можеме да ги заштитиме со лозинка, која што ќе впишеме тука. Оваа лозинка можеме да пратиме до примачот по некој друг канал, например по SMS порака, и да испратиме. Во наредните табови ги имаме листа на дојдовните пораки што ги имаме, испратените пораки. Исто така имаме и опција да креираме нов токен да испратиме до одреден примач, на кој што ќе му овозможиме тој на нас да ни испрати одреден број на датотеки. Тука можеме да дефинираме и за колку дена ќе истече овој токен, колку пораки, која квота ќе може да ни испрати и така натаму. Тоа би било тоа што предвидовме во ова демо, каде што практично ви покажавме како функционира SignPlus порталот и како се одвива потпишувањето преку креирање на работните текови и додавање на потписниците. Ви благодарам за вниманието. Доколку имате некои прашања, може да ги споделите во рубриката Q&A. Тие што можеме веднаш ќе ги одговориме, некои дополнително можеме и преку мејл да ви ги одговориме. Благодарам Исидора, благодарам Кате за одличните презентации. Благодарам на гостите за големиот интерес. Добивме многу прашања. Ја ги издвоивме дел од нив кои што се убави практични прашања врзани за самата платформа, кои што сега на крајот во оваа сесија ќе ги одговориме. Кате, ќе почнам со тебе. Има едно прашање, колку чини едно потпишување? Например, ако имаме еден документ со 2 потписа, колку тоа би го чинело клиентот? Видовме колку е во кредити, ама дај да видиме и колку е тоа во денари.
Еден кредит практично, и ова прашање е доста често поставувано, еден кредит чини 0,55 денари за подпишување на еден документ со два подписи, потребни ни се 126 кредити или од прилика 69 денари. Едно Така. подпишување на документ. Јас активно одговарам на сите прашања кои што ги поставувате. Ако не успеам некој од прашањата додека трае вебинаров да одговориме, дополнително ќе бидат одговорени сите прашања. Да, но имаме уште малку време, така да јас ќе ви поставам уште неколку прашања. Кате, имаме прашање колкав е рокот на подпишување на документ во Sign Plus и што доколку подписникот не го подпише документот во тој рок? Рокот на подпишување на документите во Sign Plus е 5 дена за подпишување и доколку при што во овие 5 дена се праќаат потсетници, како што каже Исидора, мислам да го спомнавме, тој дел на имејл се праќаат потсетувања, доколку не се подпише, тогаш ќе треба да се повтори работниот тек. Така. И дали може да се чуваат документи во Sign Plus? Уште еднаш да го ова го потенцираме, дека Sign Plus не служи за архивирање на документи. Одредено време може да се чуваат документите, еве и Исидора нека ме коригира за должината на времето во кое што ни е дозволено за чување на документи, меѓутоа клучната работа е дека Sign Plus има можност да се поврзе со интерна архива во рамките на компанијата, меѓутоа во рамките на Sign Plus платформата не треба да се чуваат документите. Таа не е намената за архивирање на документи. Таа служи за подпишување и безбедно праќање на документи. Рокот е 14 дена, значи од завршување на подпишувањето може да се симнат документите, што мислиме дека е разумен долг рок за да може да се симнат подпишаните PDF документи. Имаме уште неколку прашања, Исидора. Дали има ограничување во бројот на документи што се прикачуваат за подпис? И дали имаме ограничување во бројот на подписници? Така, значи, како што покажав и во демото, во зависност од тоа каков тип на работен тек ќе креираме, толкав и бројот на документи што можеме да ги прикачиме за подпишување. Доколку креираме основен работен тек, таму имаме можност за прикачување на само еден PDF документ, но не е ограничен бројот на подписници кои што ќе ги додадеме. Доколку избереме напреден работен тек, напредно подпишување, таму имаме можност да додадеме неограничен број на PDF документи и неограничен број на подписници. Значи, во зависност од типот на работниот тек кој што ќе го избере иницијаторот, толков број на документи можеме да прикачиме за подпишување. Одлично. Што во случај кога првиот подписник ќе го одбие подпишувањето на документот? Што се случува со работниот тек и останатите подписници кои што се додадени после него, вториот, третиот и така натаму? Така, значи, доколку првиот подписник или било кој од подписниците кога ќе дојде на ред, како што покажав и во демото, има опција подпиши, има опција одби. Доколку не се согласи, односно не сака да подпише, не сака да го подпише документот, може да кликне на копчето одби и при тоа може да наведе причина, од која причина да наведе причина зошто го одбива подпишувањето на документот. Од кога ќе го направи тоа, на иницијаторот ќе му стигне мејл дека одбиено е подпишувањето на документот и при тоа статусот на самиот работен тек ќе се смени и ќе биде одбиен. А и сите подписници понатаму ќе добијат имејл порака дека одбиено е подпишувањето на документот од таа и таа причина и секако нема да добијат покана за подпишување бидејќи застанате работниот тек. Нема да може да продолжи понатаму. Така, благодарам, Исидора. Часот е точно 14, така што стигнавме и до крајот на овој вебинар. Благодарам за присуството и учеството во овој втор вебинар. Се надевам дека го разбудивме вашиот интерес и очекувам дека имате уште многу прашања и дилеми поврзани околу платформата. Затоа ве поканувам да ја тестирате со пријавување на линкот signplus.mk, каде ви стојат на располагање 600 кредити за бесплатно тестирање. Секако дека ви стоиме и на располагање и за дополнителен состанок. На екран ги имате адресите каде што можете во секое време да се обратите на сите или на едно од нив. Секако тимот ви стои на располагање.
за да продискутираме во детали за вашите потреби и да понудиме најсоодветно решение. Ви благодарам уште еднаш, не ја заборавајте анкетата и се гледаме на следниот вебинар. Имајте убав ден. Поздрав. Пријатно. Пријатно.